Над 2 часа ефективно време потрошија членовите на Советот на општина Кочани на 15-тата редовна седница, на која меѓу 20-тината точки од дневниот ред на почетокот се разгледуваа состојбите во образованието. Извештаите за работата на општинските основни и средни училишта во текот на минатата учебна година беа причина за долги и детални дискусии, во кои советниците зборуваа конкретно за темата, но често се споменуваа и споредни проблеми за кои тие даваа образложенија оти се поврзани со точката од дневниот ред. Маратонската расправа започна со забелешката за големиот број изостаноци, при што како најпозитивен пример беше споменато само основното училиште Свети Кирил и Методи. Ова училиште, веројатно менаџерскиот тим има изнајдено некој рецепт, кој за жал не сака да го сподели со другите училишта, па така да имаме 23.500 оправдани изостаноци, а 288 неоправдани. Или односот помеѓу оправдани и неоправдани е на 81 оправдан, 1 неоправдан. Додека другите училишта се во далеку понезавидна положба. Кај Раде Кратовче на 3 оправдани има 1 неоправдан. Кај Никола Карев на 6 оправдани, 1 неоправдан. Малина Попиванова 8 оправдани, 1 неоправдан. Крсте Петков Мисирков малку подобро 18, значи ова е 10 пати подобра состојбата во ова училиште отколку во другите. И затоа барав повторно го барам истото да се координират некако ова искуство да се пренесе и на другите училишта да немаат во колку секако сметаме дека извештајот е реален. Во овие извештаи што ни ги имате доставено, споредбена анализа изостанува, споредбената анализа ја нема. Значи, освен во едно училиште, во ниеден од другите извештаи немаме дадено изостаноци од претходната година. Како ние ќе знаеме дали имаме подобрување на ситуацијата или влошување, ако немаме споредбена анализа, немаме што да споредиме со претходно. Во расправата за работата на училиштата беа вклучени и другите проблеми што со години се актуелни во образованието, а се однесуваат на трошоците за работа. За мене е неоправдано кога ќе имаме склучено договор која што е цена повеќе од двојно повисока од пазарната цена за услови кои што секој може да ги добие по пазарна цена за истите релации. И токму поради тоа, барам или конкретно ги повикувам директорите, колкави се цените кои што се плаќани од нивните претходници, пред се мислам на средните училишта, бидејќи со законот за задолжително средно образование се наметна и една обврска која што претходно не беше во овие училишта, и колкави тие трошоци значат во однос на функционирањето на училиштата. Јас немам готови прашања за директорите како вие што имавте до сега и нема да учествувам во таа пародија да ги повикам они да излават да кажуваат на договорени прашања. Граѓаните ќе изоценат дали е тоа во ред или не е во ред. Но знам едно, овие се директори кои вие ги гласавте. И ќе ве молам, се кажат до сега. Имаме различен начин и пристап на однесување, ние како СДСМ и вие како ВМРО. Во претходниот мандат вие молчевте и сега сите молчите. Во претходниот мандат ние сите беме гласни и сега сме гласни. И ќе ги отвараме прашањата и за средното и за основното образование. Проблемот е наследен и проблемот не може општината, па ниту ние како советници да го решиме. Проблемот не е само со општина Кочани, проблемот е со сите општини во цела Македонија. И затоа и тогаш донесувавме заклучоци и гласавме и ние како тогашна власт дека проблемот треба да го реши министерството и дека средствата не се доволни. На седницата беа направени обиди за смирување и дадени предлози за насочување на дискусиите во врска со темата на расправата. Ние треба да овде да бидеме ветер во грбот, а не да ги делиме наши и ваши. И хипотетички кога ќе се секојаш мене власта да правиме партизација во школите, посебно во основните училишта кои се најсензитибилни и таму да се мешат некои партиски интереси. Затоа војнина ќе замолам од ова говорница да не се користат такви епитети наши, ваши, бидејќи треба да го надминеме тоа и да работиме за доброто на сите граѓани. Сепак, дисциплината и големиот број изостаноци повторно се најдоа во центарот на вниманието на членовите на Советот. Конкретно сум запознаена со ситуацијата со Љупчо Сантов во нашата гимназија, да кажеме, бидејќи моите деца беа таму. Јас ќе ви кажам одговорно дека 4-та година не одеа на училиште. Значи не одеа на училиште, прво полугодие има по 1-2 часа, второ полугодие не одеа на училиште.
Истото се случуваше и во трета година. Дали имаме направено квалитетни анализи? Зошто е тоа така? Кој училиште направи квалитетна анализа? Зошто има толков број на отсуство на ученици? Што е превземено на тој план? Што се превзема тековно? И дали се состојбите променети или не се променети? Ние со години наназад зборуваме за исти состојби. За исти состојби. И во ништо не се променува. Ние не дискутираме тука зошто е тоа така. По дискусиите од членовите на Советот, образложенија за состојбите во училиштата во општината дадоа нивните директори, при што секој од свој аспект рече дека состојбата воопшто не е за пофалба, но ќе се прават напори за известно подобрување. Потоа се премина на гласање, при што по повеќе од 2 часа расправа, извештаите за работењето на општинските училишта беа усвоени. Слична дискусија потоа се водеше и за втората точка што се однесуваше на формирањето паралелки со помал број ученици, за што на крајот беше дадена согласност за предлогот.